Се наоѓаме во лабораторијата на градскиот водовод во Скопје. Разговараме со раководителот Емилија Аневска. Првото прашање за нејзе ќе биде колку се скопјани сигурни дека пијат здрава вода и колку пати дневно правите проверка на водата? Пред се добре дојдовте и со сигурност можам да кажам дека скопјани пијат санитарно, исправна и безбедна вода за пиење. Нашиот сектор секојдневно зема примероци од сировата вода и од 36 мерни места од локација од градот Скопје. Секојдневно ги изработуваме анализите и редовно доставуваме извештаи во врска со анализите до сите релевантни институции. Сега се случи еден тежок проблем во Гостивар. Намерно или ненамерно се случи мешање на фекалии со питката вода. Ова значи една страшна ситуација за гостиварчани и ситуација која што не сакаме никој да ја доживее. Тоа исто да го кажав и вчера во линкот. Сега мене ме интересира колку време реално е потребно да трае чистењето на водоводот и за колку време од прилика реално гостиварчани би добиле прво на техничка вода која што со превривање би можела да се користи. Вака сега јас не можам да преодицирам да ви кажам временски, а можам да ви кажам дека ние тековно работиме на терен, со тоа што редовно секојдневно ќе ги извршуваме контролите. Кога ќе добиеме позитивни резултати, односно со сигурност можеме да кажеме дека истата вода може да се користи како техничка, кризниот штаб ќе биде известен, а преку него ќе бидат известени и граѓаните. Така да замолувам на малку трпение, затоа што за секој проблем да се реши е потребно малку повеќе време. Ме интересира како оди само чистењето на системот, бидејќи станува збор за неколку километри долг систем на водоводни мрежи. Како оди чистењето на системот и колку е тоа тешка и макотрпна работа за луѓето кои што тоа го изведуваат? Секако дека не е така лесно и едноставно. Во моментов е најважно затоа што е воспоставен еден континуиран систем на хлорирање. Со тоа што пак на крај оставам обврска на секторот да биде земањето на примероци и потврдата преку изработка на анализи. Тоа е единствениот начин. Така, сега граѓаните вајде треба да ги отворат, најверојатно треба да отворат чешми, да истекува вода. Треба да ги слушат протоколите кои што ги кажува кризниот штаб. Значи сами на своја рака да не превземаат ништо. Се надеваме дека ова ќе биде една успешна приказна за чистење на еден градски водовод. До сега сме немале ваков случај и сега дали во секој лошо има нешто добро, ќе научиме нешто ново што ќе можеме да им го кажеме на не дај Боже ако треба негде каде. Искрено да ви кажам да ни биде поука на сите и да не се повтори. Јавно вака ќе дадам апел и до сите новинари кои што денес ме контактираат да бидат малку потрпеливи, за да не остават ние што секојдневно одиме на терен и воедно и правиме анализи во лабораторијата, да се извршуваме работата, да бидат малку потрпеливи, кога ќе има нешто конкретно, ќе бидат соодветно известени. Јас ви благодарам на одвоеното време, се извинуваме што ви одзедовме од вашето драгоцено време, но сепак граѓаните треба да бидат информирани и треба да бидат смирени. Дали другите водоводи имаат вакви лаборатории и дали Скопската е најреферентна лабораторија, бидејќи мислам дека сте најбарани последниот период. Во нашата држава, градот Скопје е единствено градот Скопје има лабораторија од ваков карактер, која што е акредитирана и изработува толкав обемен број на анализи. Можам да кажам дека минатата година се надминавме самите себе си и годишно изработивме преку 23.000 анализи од водоводот во градот Скопје. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Тоа беше разговорот од овдека од градското предпријатие на главниот град. Тоа е се што можеме да го соопштиме денеска, сега го продолжуваат вестите на телевизија Алфа.